Почитувани представници на медиумите, почитувана македонска јавност, Македонија влегува во нов изборен циклус за локалната власт. Новија избори ние настапуваме со понуда за честни, некомпромитирани и вредни кадри, затоа што токму тоа и недостигаше на државата и на општините со децении. Истовремено ќе излеземе пред граѓаните со јасна визија и програма за развој на секоја општина. Во изминатиот период покажавме дека можеме да ги менуваме работите, и тоа во тешки услови, по децениско занемарување и ерозија на институциите. Овој пат гласот на граѓаните нема да биде само избор. Тој ќе биде сигнал дека промените мора да се случат, сега, безусловно и неповратно. Борбата што ја водиме не е само политичка, таа е борба за граѓанинот. Граѓанинот е во центарот на секоја промена. Секој ден, секој чекор, секоја мала победа е повеќе од зборови. Тоа е потврда дека вреди. Народот сака свој човек за градоначалник. Човек на кого може да се потпре кога му е тешко, кога има проблем. Затоа при изборот на кандидатите водевме сметка тие да бидат вистинска поддршка на граѓаните, луѓе кои ќе бидат во служба на својот народ. Во изминатите 4 години покажавме дека градоначалниците од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН можат да раководат честно, без скандали, без афери и со многу работа. Почитувани, денес на седницата на извршниот комитет, која што се уште трае, донесовме одлуки за кандидатури во повеќе општини, вклучително и за градот Скопје. Кандидати за градоначалници се за Газибаба, актуелниот градоначалник Бобан Стефковски, за Карпош, Сотир Лукровски, кој доаѓа од приватниот сектор, има успешна професионална кариера со менаџерски способности. За Лозово, актуелниот Бошко Цветковски, за Пехчево, актуелниот Александар Китански, за Ресен, актуелниот Јован Тозиевски, за Зрновци, актуелниот Борчо Коцев, кои што се актуелни градоначалници, кои што зад себе имаат успешни резултати и минат труд во изминатиот период. За кандидат за градоначалник на Скопје го предлагаме Орце Георгиевски. Одлуката за Орце се темели на неколку клучни факти. Прво, анкетите покажуваат дека тој води убедливо, дури и 5 пати повеќе од било која од решенијата што се споменуваат од СДСМ. Второ, одлуката за него е резултат на тоа што тој како градоначалник на Кисела Вода, со својата максимална посветеност, работливост и постојано присуство на терен, покаже и докажа дека и уме и сака да работи за граѓаните и од она кое што јас можам да го кажам за Орце, за оној период што го познавам, а го познавам многу долго време, знам дека е исклучително мотивиран најпрвен да победи, а потоа и да победува секој ден за градот Скопје и за Скопје. Тој е отворен, достапен и посветен работник кој решава проблеми. Нова енергија каква му е потребна на Скопје после едно 4 годишно девастирање и замреност на градот. И кога сме кај градот, верувајте, ги научивме сите лекции за да не погрешиме сега повторно во изборот за прв човек на градот. Пред се затоа што Орце веќе е докажан работник, и делата во Кисела Вода кои ги направи за општината говорат за него. Сега ќе има нова задача да го развива Скопје, да ја нормализира неговата работа и да го врати на Скопјани. А јас сум убеден дека и со заедничка работа со централната власт и владата за Скопје доаѓаат добри денови, решавање на клучните проблеми, превозот, хигиената, урбаниот хаос. Ќе понудиме програма, но и заедничка работа и визија за Скопје. Почитувани, во овие избори влегуваме како фаворити, а тоа за нас значи само едно, уште поголема одговорност да направиме повеќе. Почитувани представници на медиумите, почитувани мои сограѓани, почитуван председателя, денеска сум исправен пред еден од најголемите предизвици во мојот живот, а тоа е да бидам поддржан од мојата политичка партија, партија во која што сум од дете за кандидат за градоначалник на градот Скопје. Сакам да се заблагодарам најнапред на председателот
Христијан Мицкоски за цела поддршка, не само во овој процес за избор за кандидат за градоначалник, туку изминативе 4 години како градоначалник на Кисела Вода. Јас често пати тоа го говорев дека најмногу се подпирам и најмногу помош имам токму од председателот Христијан Мицкоски. Верувам дека така и во перспектива помошта ќе биде насочена кон градот Скопје. Апсолутно сум свесен во каква состојба се наоѓа градот Скопје. Апсолутно сум свесен за девастираноста на градот, за сивилото во кое што владее и во кое што живееме сите скопјани, но исто така сум спремен по завршување на овие избори повторно да го воскреснам Скопје, односно да конечно Скопје стане град на за достоинствен живот за сите наши сограѓани, град без делби. Јас ќе останам достапен и близок до сите граѓани во градот Скопје. Не очекувајте од мене салонски политичар, затоа што и во мојата општина доека раководев изминативе 4 години покажав дека сум се освен салонски политичар, односно дека сум човек кој што многу често е во населените места, многу често е меѓу граѓаните и секогаш сум подготвен да ги слушам нивните потреби и барања. Така ќе биде и во градот Скопје, ве уверувам во тоа. Ја барам поддршката од сите скопјани без разлика на политичка припадност, без разлика на вера, без разлика на нација. За мене постојат само скопјани кои што си го сакаат градот или не си го сакаат градот и токму затоа ги повикувам сите да се приклучат во оваа наша заедничка мисија. Веќе од утре започнуваме со теренски посети, каде што ќе започнеме со процес на креирање на програмата, со која што ќе настапиме на овие локални избори за градот Скопје. И, како што споменав, време е Скопје повторно да го вратиме на скопјани и да направиме, да изградиме заеднички град со кој што сите ние, но и генерациите после нас ќе се гордеат. Ви благодарам. Дали имате за Зорце прашање? Може? Сега, како што кажав, од утре влегуваме во процес на креирање на програмата. Она што сите го знаеме, и ќе биде наш силен фокус, ќе биде решавањето на сообраќајниот хаос, хаосот со дивите депонии. Градот е прљав, едноставно граѓански кажано. Ние немаме улица, немаме мало, каде што немаме проблем со хигиената. Тоа е она што најмногу ги тишти скопјани изминативе не само 4 години, и неколку години претходно. Ние не можеме, јас често пати тоа го говорев, да направиме далечна отстапка од она Петре Шилегов како владееше со градот Скопје и Данела. Тука и рече се и да нема некоја разлика меѓу нив двајца, со тоа што ова што се случува пак особено последниве неколку години е катастрофа за сите нас како жители на главниот град, што значи дека како што ќе ја креираме програмата, така ќе бидат и пренесувани идеите во јавноста, концептот со кој што ќе настапиме, детално ќе има разработка и со финансиски импликации, колку ќе чинат тие проекти, рок на реализација, онака како што настапив и во општината Кисела Вода. Сето она кое што ќе биде зацртано во програмата, јас ќе дадам се од себе во мојот 4 годишен мандат да биде реализирано. Секако тука ќе има и проекти кои што ќе бидат, како што каже и нашиот премиер, со поддршка на владата. Очекуваме силна поддршка да имаме од страна на владата и веруваме дека во тој процес ќе има многу реализирани проекти. Скопје ќе биде претворено во едно големо градилиште, тоа што не е слика за Скопје, за жал, денес.